Многуте добиени ветувања, но и силните надежи на поречани дека до главниот град конечно ќе патуваат за двојно пократко време отколку сега и годинава паѓаат во вода. Изградбата на регионалниот пат преку резерватот Јасен, а кој со години е во очајна состојба, си останува пуста желба на жителите, урнисувајќи го севкупниот развој на поречието. Иако сме на само 50 на километри воздушна оддалеченост од Скопје, заради незаинтересираноста на владата да го направи овој пат, ние се чувствуваме како одсечени од цивилизацијата, вели градоначалникот на Македонски Брод. Жителите масовно се иселуваат, потенцијалните инвеститори бегаат, а додека пак оние кои веќе се нашли тука, мака мачат како да опстанат, додава тој. На Македонски Брод му е нанесена несомнена штета од страна на државата со изградба на резерватот Јасен. Благодарение на тој резерват, со години, со децении е запрен развојот на општина Македонски Брод. Владата на Република Македонија нема сенс и се уште не сме влезени ниту во програма за изработка и реализација на тој пат. Но и покрај ова, локалната самоуправа и поречани, дури и оние иселените, не се откажуваат. Вршат административни притисоци, а често и протестираат. За сега, барем успеале да го зголемат бројот на термини за неизменичното поминување на овој пат низ националниот парк Јасен, кој е долг околу 7 километри, широк само 2,5 метри и е во очајна состојба. Сега имаме 4 термини од едната страна, 3 термини од другата страна, така да само термините се почести, инаку сето другото е исто. Наместо да стигнуваме за 80 километри во Скопје, ние сега патуваме по 200, вели градоначалникот и додава дека овој пат им бил ветуван уште од 2002 година. Инаку, резерватот Јасен, освен диви животни, срни и елени, за лов на ексклузивни ловци од држава и странство, крие и воени објекти, изградени уште од бивша Југославија. Објектите се дел од воените капацитети и една од можните локации каде би бил сместен државно воениот врв и од каде што би командувал во евентуални воени услови.